Мој соговорник овде во студиото е поранешниот прв човек на Државната изборна комисија, господинот Александар Новаковски. Добро утро. Добро утро. Го следиме изборниот ден, секако ќе се вклучиме и во оној прв прес на Државната изборна комисија. Но, господин Новаковски, да расчистиме однапред како човек кој што има искуство во организирањето на избори. Оние информации кои што излегоа од гласањето на болни и изнемоштени лица, на лица кои што беа во самоизолација и на затвореници, кои што се случуваа изминативе 2 дена, тие изборни резултати може да се знаат во било каков случај? Например, партиите да ги бројат однапред? Или важно е оно што вели ДИК, дека до 21 часот вечерва не може да се знаат? Прво, точна информацијата на Државната изборна комисија, која се потруди да објасни за тие шпекулации се апсолутна лага. Значи, не е возможно да се знае ниту резултат, ниту се пробројуваат ливчињата од гласање на болните и изнемоштените, лицата во изолација, лицата позитивни кои имаа гласање во изминативе 2 дена, тие се бројат заедно со останатите кога ќе заврши изборниот процес, кој денеска трае до 21 часот. Значи, за пошироката јавност е многу битно да знае, јас исто така пратам на социјалните мрежи, кои ги користат немилосрдно некои да шпекулираат, апсолутно се неточни. Значи, не постои можност никој да знае колку за кого гласале, па да се даваат и резултати. Тоа е апсолутно лага. Дури ни партиите со својата машинерија? Да, прво партиите и со својата машинерија не може тоа да го знаат. Јас денеска излегов на гласање, има таму партиски представници на подносителите на листи, го дадов своето право на глас. Забележав дека тие се присутни, но не треба да им се дозволи, колку што јас приметив на тоа избирачко место каде што јас гласам во центар, не забележуваат, тие може само да претпоставуваат. Така да мислам дека се апсолутни шпекулации. Господине Новаковски, од вашето искуство, ќе ги црпиме овие анализи и информации, кој е најголемиот предизвик на ДИК кога е во прашање изборниот процес? Бидејќи партиите, рековме, имаат своји наблюдувачи, истите партии и прават некакви списоци на граѓани кои што би можелели да гласаат за нив. Меѓутоа, вечерта кога се собираат гласовите, кога се бројат, кои се најголемите предизвици со кои што ДИК се соочува? Обструкции или... Да, значи, Државната изборна комисија се надевам ги заврши успешно едукациите. Поред моите информации имаше доста членови на избирачки одбори кои за прв пат ја обавуваат таа функција. Јас од секојаш сакам да кажам дека тие се уствари главните лица кои едноставно го обезбедуваат и ја обезбедуваат регуларноста на изборниот процес. Ако земеме дека изборниот процес се следи од самото распишување на избори, почнување на кампања, реакцијата на институциите и доаѓаме до изборниот ден. Изборниот ден тука се избирачките одбори. Ние веќе имаме неколку изборни циклуси каде можеме да кажеме дека нема инциденти, има многу ситни нерегуларности. Значи, оние болести детски ги излечивме, мислам, кога имавме страф од самото отварање на избирачките места, се ствараја тензи. Значи, најголемиот предизвик ќе биде денеска избирачките одбори да си ја завршат работата, бидејќи тие се клучните луѓе, да не дозволат на избирачките места никаква можност за групирање, а потоа да се соберат резултатите. Добра е оваа апликација која направиле, но таа апликација од избирачките места се ставаат резултатите, се добива одредена слика, но
резултатите првични неофицијални се даваат врз основа на оригиналните записници од страна на Општинската изборна комисија. Се надевам дека таа апликација ќе функционира, но ќе повторам, главниот предизвик ќе биде избирачките одбори да ги достават оригиналните записници до Општинската изборна комисија. Општинската изборна комисија го составува записникот. Во Општинската изборна комисија членови се од редот на државните службеници со високо образование, кои исто така имаат искуство, тие ќе си ја завршат работата и потоа Државната изборна комисија може и треба на овие избори да излезе доста брзо со првични неофицијални резултати. Со оглед дека изборите се со право продолжени до 21 часот, се работи за летен период и доставата нема да биде отежната, бидејќи друго е во одредени други услови, зимски, есенски, вие од некои места да доставувате избирачки материјал до општинските, па општинските до Државната изборна комисија. Предизвикот е сите заедно и институциите кои се надлежни. Тука ќе ги споменам антикорупцијска, народен правобранител, обвинителство, да се уклучат сите капацитети, бидејќи сето тоа се цени. Секаде има одредени нерегуларности. А како ДИК соработува со нив? Па видите, Или тоа им требаат само набидувачките мисии кои што ќе им ги... Прво, Државната изборна комисија е клучно. Секако. Затоа што таа поднезе се сите други изборни органи. Така. Од избирачките одбори, општинските изборни комисии и тука е Државната изборна комисија. Тие институции, секоја нерегуларност треба да соработуваат со тоа што ќе ги пријавуваат тие нерегуларности, бидејќи ние знаеме дека доста се поšтрија и кривичниот законник во областа на изборното законодавство. Исто така, мислам дека во сета ова криза, здравствена, колку јас што можам да приметам, добро се организирани избирачките одбори. Имаше време за тие обуки? Па добро, мислам дека доста има искусни луѓе. Не знам која е теоријата која што треба имаше малку недоразбирање околу термините. Државната изборна комисија исто така тука имаше некоја активна улога дека неке може да се или може изборите да се одржат. Ние како држава сме покажале дека можеме кога сакаме. Во тој случај тоа е да се организираме. Значи, и тоа избирачките одбори денеска, јас барем колку можев да видам, се добро организирани. Друго, се создава можност луѓето да не се групираат, значи има растојание, двајца гласачи влегуваат максимум, се води редот и тука ние ќе бидеме избегнати она што од секогаш ни било како проблем, тоа е фамилиарното или групното гласање, кој процентот во извештаите беше доста забележителен и опомени. Значи, мислам дека има во избирачките одбори лица кои добро ја познаваат работата и нема да има никаков проблем околу организацијата. Во исчекување сме на вклучување во живо на прва пресконференција на Државната изборна комисија за денешните 10 парламентарни избори во државата. За да, бидејќи зборуваме и да се за она доверба во системот, за доверба во Државната изборна комисија. Државната изборна комисија ќе признаете и вие дека во минатото била цел на партиско влијание. Дел од членовите пробувале да го наметнат своето мислење или своите цели во таа Државна изборна комисија. Колку партиите успеваат во тоа и со какви механизми се служат? Мислам дека можноста на партиите да влијаат во текот на изборниот ден на Државната изборна комисија се сведени на минимум. Сега? Да. Со оглед дека избирачките одбори
гласањето го спроведуваат. Записниците не може тука ништо да се направи, има и наблюдувачи. Еден избирачки одбор, ако земете дека е составен од 5 члена и заменици, значи тоа е една група на луѓе кои кога ќе ги пребројат гласачките листчиња и состават записниците, во општинските све помалку се проблемите, бидејќи тие се од редот на државната администрација и предвидени се строги санкции за сите, посебно за изборните органи, за членовите на изборните органи. И јас би кажал еден пример. Кога јас бев ведна шеф на мисија за Бундестаг, на прашањата дали има проблеми, нема овде луѓе кои би ги создаде проблемите за тоа да некој биде премиер или не биде. Значи, така да избирачките одбори зависат и треба да си ја сработат работата. Тогаш Државната изборна комисија и да има одредени влијанија, може да се појават кога ќе дојде фазата на одлучување по приговори. Тогаш има влијанија, но ако записниците бидат солидно евидентирани, бидејќи оригиналниот записник, нема можност тука за некои посебни партиски недоразбирања. Бидејќи зборуваме за процесот на Јас сум оптимиста, имајќи во предвид дека партиите не може во оваа ситуација да имаат некое влијание, освен по завршување на изборите, кога ќе заврши молкот, да излезат со одредени, како што се случува, значи тоа кај нас се случува обично после 16 часот, може да има реакции по социјалните мрежи и тоа ќе го покаже дали атмосферата ќе заврши добро до крај на изборниот процес. Јас сум оптимист, верувајте, она што го видов, мислам дека сите мерки за заштита се превземени, а и треба да се превземени, а и имаше време да се превземат, бидејќи да не заборавиме дека и техничката влада, во која партиципира и сите релевантни поднесители, би рекол, представници на поднесителите на листи, кои... Не се сите, ама тие кои што се во поголем дел, да. Па добро, сега видите, мислам дека така дел од е пржинскиот законот. процес, така е, да. Да, затоа што и во избирачките одбори членови номинираат тие партии како што е во изборниот. Ако резултатите бидат различни сега, ако некоја партија која освои гласови, исто така ќе може за следниот изборен процес. Значи, во моментов, јас мислам дека не би требало да има никакви проблеми, безбедно е гласањето, значи се водат сите мерки, добро е што реагираа на избирачките места. Тоа и овде, мислам, на емисија кажав дека треба пред 3 месеци да се промена некои избирачки места, бидејќи ќе се гласа во услови на пандемија, и ево се гласа, и да се беше в септември изборите, ќе се гласаше во такви услови. Сега тука е мобилноста и оперативноста на општинските изборни комисии исто многу битна, бидејќи со промената на избирачките места може граѓани да не се информирани, да дојде до одредени недоразбирана во текот на денот, не да ги нема. Него ако му е променето избирачкото место, немаат сите можност онлайн или постарите луѓе да се користат за да видат на кое избирачко место дали е променето. Значи тука треба да се интервенира во моментот, да бидат известени од страна на општинските комисии каде му е избирачкото место, да му посочат и ќе нема никаков проблем. Избори 2020, 15 јули се гласа на парламентарни избори, на предвремени парламентарни избори. Ние сме во очекување на вклучување во живо од првата пресконференција на Државната изборна комисија, а мој соговорник во студиото е господинот Александар Новаковски, поранешен председател на Државната изборна комисија. Господинот Дерковски, моменталниот председател на ДИК, беше доста повикуван во медиумите
и како прв човек на ДИК и како самата институција Државна изборна комисија од страна на партиите сте биле во неговите чевли, условно кажано. Кој е најголемиот предизвик за него овие 3 дена? Не само за председателот, него и за сите членови, 7 се, значи имаме председател, заменик председател и 5 члена. Најголемиот предизвик е да не подлегнуваат на никакви влијанија, затоа што треба да се директно комуницира и да се ажурни во однос на соработката со општинските изборни комисии, избирачките одбори. Едноставно, јас верувам дека е така, да се транспарентни. Многу е битно. Морам да кажам дека новинарите имаат клучната улога во поддршка на Државната изборна комисија, бидејќи седниците било кога да се случат и во текот на денот и утре, треба да се транспарентни, бидејќи со транспарентноста ќе се намали, ако има некакви недоразбирања во Државната изборна комисија, тоа многу е по-тешко се прави пред новинарите, бидејќи требате да имате аргументи за тоа што го кажувате, бидејќи тие во текот на денот ќе бидат обседнати со и низа шпекулации, бидејќи гледаме неколку дена тоа се случува. И колку тие шпекулации пак го нарушуваат работата и отежнуваат работата? Па ја отежнуваат затоа што имате секакви. Направени се сигурно работни групи како што ги правевме, кои контактираат со општинските, може да контактираат со МВР, соработката со МВР е клучна, дали се точни информации, бидејќи ние сме имале случаи каде кога ќе провериме се комплетни дезинформации и тука треба со ладна глава да се одлучува. Вака, следејќи ги информациите за излезноста, например, од оно што успеав да забележаме, дека во Кривогаштани најмногу биле расположени утрово да гласаат, во изборната единица Петка, а и вкупно, во Аеродром исто се гласа доста, во Ѓорче Петров излезноста е голема, во Крива Паланка и во Јагуновце, а некои од општините каде што се уште фали можеби мотивација, се Студеничани, Липково, Центар, Жупа, Врапчиште, места каде што допрва се очекуваат можеби бројките. Ова споредено со циклусите претходно, како го оценувате како излезност и заинтересираност? Па мислам дека е добра излезеноста, имајќи во предвид дека во оваа фаза, пример после 2 часа гласање, ова се резултати до 9 часот за излезеност, мислам дека не може да се стекне некоја слика како ќе се одвива, но задоволува за сега, бидејќи многу зависи од средините. Например, вие имате градски средини кои порано излегуваат, за потоа денот, пошто е неработен, за да го искористат. Ние имате земјоделски места каде што луѓето се со работни обврски, тие сигурно покасно ќе излезат и така да многу работи влијаат за да се стекне. Мислам дека да причекаме негде околу 13 часот ќе се знае како ќе се движи понатака излезеноста, имајќи во предвид дали тие 2 часа покасно ќе го компензираат овој период. До сега се зголемува, значи, сатницата за гласање, но очекувам, значи, да имаме солидна излезеност, бидејќи она што може да се види, обезбедени се сите услови, значи, многу безбедно гласање. Зашто ќе кажам безбедно? Бидејќи поголема е можноста за ширење на пандемијата во секојдневниот живот него денеска на денот на гласање. Да, дури ова овој пристап дури и побезбеден е. Јас ви кажав дека ние секогаш во вакви услови знаеме да се организираме. Очекувам тоа да трае. Секогаш сум умерен оптимиста, ги охрабрувам граѓаните да излезат бидејќи е безбедно, побезбедно од кога одат во самопослуга да
или чекаат пред банките во ред, но сепак тука многу ќе зависи од избирачките одбори, за да не се создаваат редици, да се поажурни, бидејќи процесот ќе е успорен внатре со работата, тоа може да се забележи дека има малку И ново е и за нив. па ново е, али има малку така како впечаток, така беше атмосферата во кампањата, бидејќи овие избори во некои работи го унапредија изборниот процес со, нажалост, создавање на ова пандемија. Зашто? Кампањата не видовме ние лепење на постери по места за кои не име местото. Беше културно, со билборди, така. Така да. Немаше некои поголеми групирања. И само да напоменеме дека се надеваме овој пат, бидејќи постои законски роки за тоа, а има во државата било каде, во некои други места и во главниот град, билборди од стари избори кои што стојат се уште. Да. А тие се со законски рок треба да се отстранат. Али како што рековте и вие, дека примерно ние имаме, значи, рекламен и пропаганден материјал беше... Ние имаме уште многу да работиме, да се разбереме околу изборниот процес, но се оди чекор по чекор напред, овдека одредени забелешки кои сите изборни процеси беа давани, нема да бидат забележани, бидејќи си има растојание при гласањето, си има растојание при чекањето. Па гледате и сите земји кои организираат избори и кога организираат избори и кога не е пандемија, гласачите совесно, јас сум убеден, нашите граѓани исто ќе ја извршат совесно својата уставна обврска, своето право. Так. Ние неколку изборни цикуси немаме проблем со однесувањето на граѓаните. Тука политичките партии многу битно резултатите кои ќе излезат првични и неофицијални. Ајде ќе зборуваме за резултатите и не само првичните, туку и официјалниот дел. Да напоменам само Мост ја заврши својата прва пресконференција, граѓанската асоциација Мост, која што исто така ги наблюдува изборите. Тие го следат со 900 наблюдувачи на 696 избирачки на гласачки места, кои што се избрани по случаен и репрезентативен примерок, се велат распоредени исто толку наблюдувачи и 55 мобилни тимови на Мост на оние места каде што во моментов наблюдува и во оној поголем дел каде што ќе останат статични нивните наблюдувачи, не забележува нерегуларности, односно сите гласачки места се отворени на време, гласањето се одвива велат безбедно, согласно здравствените протоколи. Меѓутоа, да, ова се првите информации и претходно Цивил и сега Мост, како и Државната изборна комисија, која што е клучната алка за денешниот избор, кој што треба да значи демократски и фер избори. За затворање на разговорот со господинот Новаковски, поранешен председател на Државната изборна комисија, господин Новаковски, како се одвива оној краен дел, кога вечерва во 21 часот ќе треба да се седне, да се соберат информациите од сите места и да се бројат гласовите? Кој брои овде? Кој се учествува во тој процес е додека председателот на Државната изборна комисија не го стави подписот дека резултатите се тие? Добро, значи, избирачките одбори ќе завршат работата. Тие ги доставуваат записниците до општинските изборни комисии. Општинските изборни комисии составуваат записник, а избирачките одбори на лице место ги бројат гласовите во присуство на сите, ќе утврдат неважечки, важечки гласачки ливчиња, ќе го состават записникот. Единствено меродавен е оригиналниот записник и тука... Тој е на ДИК? Не, тој е на избирачкиот одбор, да, ама... потоа општински, изборните органи. Так. Општинската изборна комисија
го доставува исто до Државната изборна комисија. Тоа, ако бидат правилно пополнати, бидејќи може да има одредени недоразбирања, ненамерни грешки, тука не треба да се драматизира. И тоа кога ќе се заврши, Државната изборна комисија ќе излезе со првични неофицијални резултати. Очекување мое е, со оглед дека до 21 часот е гласањето, бидејќи со овие пропорционален модел листи, да се излезе брзо со првични неофицијални, бидејќи официјалните излегуваат покасно, бидејќи има фазата на приговори, затоа збориме првични неофицијални. И тука сега треба да се прифати, ако од страна на партиите, резултатот и довербата во ДИК дека ги соопштил точните информации, а не може друго да соопшти, и да се признае од некого поразот. Тоа е уствари демократијата, да не се создаваат после молко шпекулации, да не се... бидејќи постои друга фаза која исто се оценува од наблюдувачите на ОПСЕ и ОДИХР, многу битна фаза, тоа е фазата на евентуални приговори кои имаат законски право да достават до Државната изборна комисија, потоа до Управниот суд и потоа се конечни резултатите. Дали ќе има приговори и да има, и може да има, зависи како Државната изборна комисија и тој процес, дали тука ќе се подели во одлучувањето, бидејќи утврдени се правилата како се постапува, кога се отвара гласачка кутија, како се проверува изборниот материјал, мислам дека... А со оглед на тоа што е продолжен рокот дека се гласа до 21 часот, кога би ги очекувале резултатите? Јас очекувам, верувајте, да бидат првичните неофицијални на процент од 90% обработени или над 90% после околу 11 часот. Тоа е всушност и оптимистичка прогноза, особено... Па видите, ние сме имали искуство, ние сме објавувале на мнозински систем парламентар, заедно избори, каде имало и 5 записници, завршиле изборите во 7, во 11 на 96% обработени. И тоа во тешки услови. Зборов ми е, очекувам, бидејќи како што кажа, имаат апликацијата, тие ќе ги имаат одредени резултати, но ДИК треба да е тука, не може со нив да излезе како напред со првични неофицијални. Ако граѓаните го следат, мора врз основа на Општинската изборна комисија. Александар Новаковски, поранешен председател на ДИК, ви се заблагодарувам на одвоеното време. Секако ги анализиравме малку предизвиците на ДИК. Благодарам, ми беше драго ги споделам моите искуства и очекувам мирен изборен ден и да граѓаните излезат и го остварат своето право, бидејќи вистина безбедни се условите за глас. Да, ви благодарам уште еднаш.